Почитувани, 7 години СДС потроши над 25 милиарди евра преку буџетот, а не инвестираше ниту едно евро за подобрување на животната средина и намалување на загадување на воздухот. Скопје со денови се гуши и е на врвот на листата на градови со најзагаден воздух во светот. Граѓаните со право се револтирани, затоа што болниците се полни со пациенти како последица на загадениот воздух. Во изминативе децении проблемот се напластувал, а решение имало многу малку. Ова особено е случај со последните 7 години, кога не е превземено ништо во однос на тоа. Потребен е системски пристап за намалување на загадувањето, кој ќе вроди со плод на среден рок. Владата на ВМРО ДПМН има план од неколку столбови, меѓу кои најглавна е целосна гасификација на земјата и изградба на когенеративна централа во Скопје со цел проширување на топловодната мрежа. Во делови од градот кои што користат други горива за загревање на домовите, а кои се причинител од над 60% за загадениот воздух. Со изградба на когенеративната централа во голема мера ќе се намали загадувањето, а со целосна гасификација и на индустријски објекти процентот на загаденост уште повеќе ќе се намали. Владата во наредниот период планира и големи акции за пошумување и други мерки кои на долг рок ќе ја подобрат животната средина. ВМРО ДПМН покажува како се работи и како одговорно се постапува со животната средина и намалувањето на загадувањето.